Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Иван Гоцевски, градоначалник на општина Делчево, пејачот Мартинијан Кириловски и ТВ водителката Ева Јовановска. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 11 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. И се разбира ќе ве поканам вашето прво или второ веќе утринско кафе да си го пиете заедно со нас и да останете до самиот крај, бидејќи имаме многу интересни гости овде во студиото и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Најпрво да посакам топло добре дојде и на Милена, која што е вака во летно издание ова утро. Да, Милена, добро утро. Лето, полнек, летото, прекрасно, убаво друштво, тука сме се собрале денеска. Цеца, добро утро за тебе, добро утро за нашите гледачи. Прекрасни гости со кои што ќе имаме многу убави теми за разговор, ќе слушнеме некои нови нешта, што можеби прв пат ќе ги кажат кај нас во студио, можеби ќе ги најават и своите идни планови, ќе видиме како ќе тече разговорот, но кога се млади луѓе собрани, мислам дека ќе биде одлично. Да, сигурно сум дека ќе биде така, да им посакам уште еднаш добри дојде. Виднаш до мене е Мартинијан Кириловски, добро утро и добре ни дојде. Добро утро и до вас. Една голема благодарност за поканата и еден голем поздрав до сите гледачи на Канал 5. Малку ни беше тешко да го согласиме терминот, бидејќи навистина си доста актуелен периодов, имаш многу настапи, ја представуваш Македонија надвор од нашите граници, создаваш музика и конечно најдовме ета прилика да ни дојдеш во студио и да ни раскажеш што се правиш. Што се случува, да. Ви благодарам. Пред се, многу активности овој период, меѓу кои нели фестивалот во Црна Гора. Ја представив мојата нова песна која се вика Сиена. Подобра награда од тоа да представуваш Македонија надвор од своите граници не постои, така да мислам дека тоа го направи во вистинско светло, како што треба. Како што доликува, да, дефинитивно имаме неколку видеа од сите гости кои што ќе ги прикажеме, ќе дзирнеме малку и во твојата приватност бидејќи ја запроси девојката, тоа е многу интересно, но нешто подоцна. Ти ни доаѓаш од Куманово, од Тетово или како беше скопската тетовчанка? Евче Јовановска ни е ова утро во студиото. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, фала ви многу за поканата. Јас од претходно искуство знам дека и денеска супер ќе се поминеме, ќе се направиме баш убав разговор и баш ми е мило што сум пак тука. Да, реков Евче Јовановска, така? Да, добро, Ева. Правилно имате Ева, Евче, нели Евче, најдобро те зна, да. Така си препознатлива и на социјалните мрежи, со тебе многу повеќе ќе зборуваме за тоа колку е предизвик во Македонија да се биде инфлуенсер, колку луѓето навистина сериозно сваќаат оваа веќе професија, бидејќи вие сериозно заработувате од тоа. Како се заработува? Милена, може ние ќе станеме инфлуенсерки? Ќе дознаеме денеска во емисијата во продолжение. Ќе видиме како ќе тече разговорот. Се може. Се може, отворени карти. Се има добро. Така е. И Иван Гоцевски ни е ова утро во студиото, градоначалникот на општина Делчево. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добар ден. Веќе повеќе на добар ден, пошто нели јас идам од крајот исток. Вие сте станати од вчера. Да, вчера. И веќе добар ден, значи голем поздрав до вас, до вашите емисии, секако најголем поздрав до вашите гледачи. Многу ми е драго што денеска сум тука во група со млади луѓе, успешни приказни од Македонија и нели така една утринска шега, дури и криво ми е што нели јас сум одбрал да се занимавам со политика наместо да бидам нели да се занимавам со уметност и со култура, затоа што баш и пред емисија у само невразен разговор разговаравме колку е нели убаво летово за младите луѓе кои што не се занимаваат со политика. За вас не е убаво летото? Па, доста предизвици последнава недела, само да не одиме подалеку. Треба да решавате колективни проблеми, не е баш многу пријатно, нели? Ама тоа е сега, секој си го избира патот и секој треба да се носи со самите предизвици, така да не е тоа дека се жалиме, а тоа е како едно воодушевување до младите луѓе како Евче, како Мартинијан, кои што навистина представуваат Македонија на високо ниво и надвор од границите и кои што се еден вистински пример за сите млади во Македонија. Така да ми е драго што денеска сум тука заедно со нив, гости во вашата емисија. Драго ми е што сте нели тука и вие и Цеци и Милена и мислам дека имаме една одлична емисија денес. Вау, јас мислам дека заслужува аплауз. Каква најава, сериозно, Милена, јас и ти може да си одиме. Браво, Лалда, вие не сите политичари знаат вака да се изразат, да покажат почит кон останатите кои што се и помлади и работат нешто сосема поинакво од политика, така што
Браво за вас. Одлично. Ви благодариме. Да почнеме ние со проблемите. Па после Да ги завршиме тешките прашања, да почнеме после да се убавите. Не, сериозно, деновиве Делчево се соочи со сериозни предизвици. Најпрво проблемите со водоснабдувањето, а потоа и силното невреме. Каква е ситуацијата кај вас? Прво, накратко кажете ни, а потоа имаме и фотографии, односно и видеа, кои што сакаме да ги погледнеме, да прикажеме на вистина како изгледаше во Делчево невремето, за жал. Па добро, да. Значи, баш во контекст на претходниот мобет, секој пат кога се носите со предизвик, треба да го решавате предизвикот. Навистина Делчево некако како да почнаа сите проблеми у државата од Делчево, затоа што ние претходната среда имавме сериозен дефект на главен доводен цевковод, или ни се распукна буквално главната разводна шахта, тоа е шахта број 1, која што го снабдува целиот град, сите населби и сите институции во градот. Тоа е еден многу голем проблем кој што некој пат се решава и со недели. За жал, затоа што комплексноста на истиот е први бара голема стручност, второ бара брза интервенција да се најде резервен дел кој што е специфичен и трето бара многу брзи интервенции од самите институции. За војна вистината многу брзо се состана кризниот штаб по кој што беше одлучено да му се даде можност на градоначалникот сам да одлучува што ќе се преземе во самиот ден. Паралелно на тоа, стручноста на екипите на јавното комунално предпријатие, тоа е сектор водовод и канализација, покажаа голема подготвеност и многу брзо успеа да го извадат самиот дел, да го демонтираат. Истот беше многу брзо набавен и во текот на вечерта беше и монтиран. Тоест во 24 часа ние успеавме да го вратиме нормалниот тек на живот од градот. Но да бидам искрен, јас бев пријатно изненаден од брзината и на самата интервенција, затоа и побарав беа набавени 3 шлепери на питка вода за пиење, флаширана, кој што многу брзо стаса во Делчево, многу брзо благодарение на сите волонтери, на Црвениот крст, на вработените во локалната самоуправа, на вработените во нашата противпожарна единица, на вработените во јавно комунално предпријатие, кои што сакам да ги поздравам јавно за нивната подготвеност и несебичност, што успеа да првин да поделат питка вода за пиење, флаширана вода за пиење секаде во целиот град и секако нашите пожарникари кои што поделија неколку цистерни на техничка вода за потребите на нашите сограѓани. И некаде петокот вечерта веќе беше истиот саниран и за војна вистина, се извинувам, четвртокот вечерта беше саниран, кога што јас требаше да заминам за Италија на службена посета на градот и Градоне, каде што опочнавме една билатерална соработка за збратимување заедно со македонска каменица. И веднаш што се вратив во неделата вечер, веќе не идовме другиот ден на други проблеми, тоест Делчево беше зафатено од страшно невреме, проследено со облавни врнежи на дожд, проследени со силен ветер, по кој што настана голема хаварија во градот, неколку кровови беа панати на земја, имаше сериозни оштетувања на дел од куќите во Делчево, многу дрва паднати. Да, дека го зборувате, ова можеме и да погледнеме како изгледаше Делчево пред само неколку дена. Да, но за воја нели на вистината, повторно мора да интервенираат нашите дежурни екипи, тоест јавното комунално предпријатие, нашата територијална противпожарна единица, секако волонтерите на Црвениот крст, сите волонтери, општествено одговорни луѓе, компании кои што буквално работеа до касно во ноќта и целата ситуација во градот беше нормализирана за да може да се одвива во нормален тек. За војна вистина се уште се расчистуваат сите наноси на кала и на камења во градот, но мислам дека во текот на денот ќе бидеме комплетно санирани и стабилизирани и ќе почнеме да се насочиме на тоа што е нашата визија за развој на Делчево и Делчево ќе биде повторно најубав град во државата. Така да денеска мислам дека имате конкуренција сега за најубави градови. А добро, сега секој си го сака своето место. Се шегувам, нормално. Секој си го сака своето место. Не може да бира нели каде ќе биде градоначалник затоа што по закон мора да биде градоначалник таму каде што живее и каде што роден, така да јас имам привилегија да бидам градоначалник на еден од најубавите градови, ајде да се коригирам. Не е грев да си го сакаш за вашиот град најмногу секој. Мартинијан тука се типо сега дебатата ќе почне. А добро, сега секој си го сака своето и ако не си го сакаш своето, ако не бидеш оптимист за своето, нема кој да ти го цени повеќе од самиот себе, така да ние сме млади луѓе кои што треба да имаме визија и да имаме поглед кон иднината за да успееме да направиме едно подобро утре пред се за нас, за нашите деца и за идните генерации. Така да мислам дека Делчево е на прав пат
И многу наскоро ве поканувам нели официјално како Канал 5 телевизија да дојдете во Делчево да направиме една репортажа, ќе имаме одлично културно лето за кое што ќе спомнеме нели подоцна во емисијата, да дојдете да видите, да ви ги покажеме нашите убави места, нашата убава планина Голак, нашата река Брегалница, која што во моментот го добива најубавиот ке во државата, тоа е со сигурност, тука нема конкуренција. И многу други знаменитости кои што ја одбележуваат нашата култура и традиција. И сега нешто да ни изготвите, може ли? Сега. Тоа ни е приоритет. Тоа ни е приоритет. Што е специјалитет во Делчево? Па во Делчево специјалитет кај нас пред се, пошто ние сме погранично место, имаме многу туристи влечеме од Бугарија. Добро. Да бидам искрен, значи нема во Делчево кафана која што нема од цавалја чорба. Значи телешка и пилешка чорба, нема кафана која што нема. Најубаво. И нема кафана која што нема прекрасна скара. Значи за војна вестината тоа се издвојува како меленото место се издвојува во Делчево затоа што поради потребата на туристи кои што доаѓаат од Бугарија, а не се во мал број, и потреба да секој на самите кафани и ресторанти да развиваат таков тип на куња. Тоест супер, Цеца ќе одиме на чорба, може? Дефинитивно. Значи и така со Милена одиме вака низ Македонија на секаде, мислам дека Делчево може да ни биде вака приоритет место. Ама да ги решите сите проблеми, неколку го зборуваме само уште ова за да заокружиме оваа тема. Се надевам дека водата за пиење во Делчево добра. Да, за војна вестина да имаме имавме многу убава инвестиција во минатото, која што беше проследена во неколку циклуси, тоест учествуваат 3 градоначалника за да се реализира овој проект, од проектирање до наоѓање на средства и до реализација на проектот, и имаме ние почетителна станица која што е финансирана од Амбасадата на Република Швајцарија и во износ од 10,5 милиони швајцарски франци, и Делчево може да се пофали со тоа дека има една од најубавите води во држава за пиење. Тоест современа технологија која што ни дава за право дури и да ја флашираме и да ја продаваме како трпезна вода. Тоа е еден пример позитивен кој што треба да се следи. И за војна вестината голем дел од селата се веќе приклучени новој систем. Да. Сега останува уште неколку села, тоа е село Вирче, село Град и село Радовци, тоа зборувам од две поголеми села да се приклучат на истиот за да биде целата приказна да биде комплетна. Тоа е еден можеби најголем предизвик за мене како градоначалник, го имам ветено и во мојата програма. Овие спомнати села. Доста ветување имавте, имаме време до крај. Да, овие спомнати села да добијат нели ова квалитетна вода за пиење, иста како што добива и нашиот во град Делчево. Така, жал ми е што во 21 век, во 2026 година зборуваме за тоа дали водата се пие, но ето тоа е ситуацијата и предмалку имавме можност да ги слушнеме и вестите и да слушнеме што се случува и во Валандова, така што мораше да ве прашаме тоа. Одиме со малку музика, да се префрлиме на сето на кој што го работи Мартинијан. Изминатиот викенд ја представуваше Македонија на Бисер Јадрана со песната Сирена. Пред да ни ги споделиш впечатоците, да ни кажеш како помина, какви беа реакциите од публиката, ќе зирнеме малку како било таму, да го погледнеме твојот настап, барем накратко, барем една минута и да посветиме на тоа. У твоим очима дубина без дна, зар си стварна или само сјена сна? Валови бришу трагове твоje, чуjem tvoj glas, zove ime moje. Čujem te jasno kad se nebo otvara, tvoje riječi pjesma što srce očara. Zar ljubav ovo je ili samo san? Sireno moja, zbog tebe na moru sam. Tvoj glas me zove preko valova vodi, ti nestaješ, a češnja te ponovo rodi. Blizina ko svjetlo što bljesne, dotaknem te i sve drugo nestane. Ja sam mornar kojeg čežnja mami, na tebe mislim na moru u
sami. Čujem te jasno kad se nebo otvara, tvoje riječi pjesma što srce očara. Zar ljubav ovo je ili samo san? Sireno moja, zbog tebe na moru sam. Таман се загледав. Се наиживме убаво, искрено, браво. Да, секоја чест. За жал морам да признам дека се помалку пејачи има кај нас и некои вакви квалитетни песни кои што ќе останат, се некои хитови само кои што кратко поминува инстант баш. Да. Колку Македонија е свесна каков вокал имаме ние? Па јас се надевам дека е свесна. И јас се надевам Ние дека тука е сме свесна. свесни, И гледачи јас исто се така надевам, мислам да. дека се. Секоја чест на вистина. Ви Браво. благодарам многу. Сакам да кажам дека Македонија располага со многу таленти, без разлика тоа дали е музика, ликовна уметност, па да кажем и Талентирана нација сме, да. политиката и водителството. Така да само треба малку повеќе внимание да им посвети државата. Да. И мислам дека секој биде во одличен правец. Да, нешто неформално споменавме и пред да се вклучат камерите, но би сакала и пред гледачите вака да споменаме колку Куманово дава поддршка на кумановци или на македонски артисти? Куманово можам да кажам дека со сигурност можам да кажам дека им дава предност на Приоритет имате, да, значи. на македонските и на локалните изведувачи. Во Куманово на културни настани ќе забележиме и наши изведувачи, но и странски. Меѓутоа предност се дава на македонските изведувачи. Така да мислам дека Куманово е на прав пат. На прав пат. Да, имате многу настани во текот на целата година, можам да забележам и постојано не само оние кои што се родени во Куманово, туку и од другите градови навистина посветува внимание на македонските артисти. Мислам дека и во другите градови, и во неколку скопски општини кога се организира нешто, навистина се обидуваат да ги истакнат македонските изведувачи. Ева, ти сега живееш во Скопје, инаку си родена во Тетово. Колку време си веќе тука во Скопје? Мислам дека 4 години сигурно веќе. Да, кога бев 4-та година средно, тогаш се преселив прв пат во Скопје, затоа што не можев да патувам секој ден за училиште, пред тоа беше короната и бевме онлайн и не ми беше тоа проблем. Но после тоа се преселив тука, почнав во телевизија да работам, ми беше невозможно да патувам, зашто имав интервјуа во 2 сабајле во некоја дискотека и едноставно беше невозможно кај другарки или кај некого да преспевам и така. И реши да се преселиш. Да. Ти не достасува Тетово? Или Вчера си бев. одиш често? Искрено не одам често, не имам време да го посетам, ама вчера бев на еден многу убав настан за една оптика и преубаво си поминав и дури се чувствував некоја носталгија ми удри во главата, гледам сите кафичи каде сум излегувала и само на останатите инфлуенсери другарки што беа со мене, сам викам леле, тука одев на училиште, тука излегував, мене само ми се смеа, леле колку ти фалело ствари Тетово одамна затоа што не си била, ама не е до толку сменето, има некои работи што се сменети, да, ама јас се чувствував така како никогаш да не сум го напуштила градот, баш. Да, такво е Добро и чувството. близко е Тетово. Да, не е Сигурно далеко. побрзо стигнуваш од Скопје до Тетово, него до другиот грај. На Градот. Скопје, да. Дефинитивно со обраќав кај нас, сигурно е така. Твојата приказна со камерите, односно пред камерите, започнала уште на 12 годишна возраст. Да не подсетиш малку? Кога беше тоа, каде беше Да, тоа? мислам дека никаде не сум зборувала туку за моите Премиерно Значи, и имаме ексклузивно. ексклузива. Да. Сакаме ни ексклузиви. Да, на 12 години имав своја емисија во Тетово на тогашната телевизија Ултра и се викаше Детска соба и многу спонтано се случи тој проект затоа што тогаш одев на музичко училиште, свирев гитара, ми правеа телевизијата интервју и ми спомна
ни фали некоја детска емисија интересна, дали сакаш нешто да почнеш да пробаш? Јас немав никакво искуство со камери, тогаш иако на сцена сум играла балет, сум глумела во театар, ама камерата е нешто друго. И мајка ми многу ми помагаше да го смислиме заедно концептот, како да се уве емисијата и баш имаше интересен концепт, мислам, околу 45 минути траеше емисијата, си имав Што се гости. случуваше, како децата треба да се израдуваат детската соба? Се шегувам. Ама Тоа е и тоа е најчест проблем интересна кај идеја, родителите што- сега затоа. И тоа е интересна идеја, некој прилог би направила таков тогаш. Ама да, си имав густини кои деца со кои што одев на балет, кои што сметав дека се исто така, не знам, талентирани, им правев интервјуа, посетував Браво, настани, супер. концертите и беше многу забавно затоа што во некои од концертите јас ќе играм. Кога ќе завршам со играње, јас ќе им земам интервјуа и така беше Преинтересно. многу интересно и мислам дека од тој момент сватив колку ја сакам камерата и затоа понатака после неколку години се затвори телевизијата и прекина емисијата, но Ти порасна, влезе Да. во пувертет. да, исто се има други обврски и други приоритети, но кога дојде во Скопје некако повторно, спонтано и случајно пак се поврзав со телевизијата и си реков дефинитивно ова е нешто што многу сакам да го. А спомена гитара, свириш уште гитара? Или? Многу ретко, многу ретко. Значи, Евче, има ли нешто што не Ние пееш? сакавме сега одма со Мартинијан да те споиме, затоа те прашувам. Следниот дует. Може нешто јас да свирам, да. Може Да свириш, он ќе пее. Да. Одамна немам свирено, ама многу работи јас сакам и музиката, Затоа имаме ли танцот. нешто што не правиш од уметност? Да, многу сакам но немаш цело време да постигнеш се да направиш, а инаку баш сега во последно време размислувам полека некои ти работи да ги враќам назад. Да најдеш време, да. Да, затоа што со танцот чат-пат се занимавам повеќе и повторно вежбам. Така е. Кога сме на тема танцот, неодамна се појави во спотот на Лара Иванова за песната Ајде, која што ние веќе ја промовиравме во нашата емисија. Тука имате заедничко нешто со Цеце, таа играше кај Антонија. Да. Тоа видео не го спреми Цеце? Не. Аха, добро. Ќе гостувам Следен следната спот. недела. Ние можеме кратко да дзирнеме како изгледаш таму во спотот, а потоа ќе ни кажеш за оваа соработка. Спорта доволно ми кажа, исти фори, сите што ги лажат. Вечер нема да се пазам, со музика освоим. Попович да го викнеме. Вечер со него. Ти се зафатен, но на крајде јас немам гајле. Дојди со мене, ајде, ајде, ноќе ајде. Нека видиш што ќе биде, ајде. Чекај, уште ја нема Евче Може да иначе. пее. Чекам. Ако ти викаш ќе почнам. Готово. Зашто не? Остави да покажам што можам. Ева, Ние Евче од полека чекаме гости влегува што во игра. сакаат да пеат, слободно пеат. Можам да те пробам. Ете, а лево, ако некој не знае. Ништо. Гледам. Ано, кој ви ја правеше кореографијата? Лара. Лара? На Лара е кореографијата право. Срцето те знае другачие да памте. Збори ми, мислите ми се округ. Ети остана тајна. Чувства врши камикази. Али Лара се знаеш од за да се мрази. И да знам како Интервју што фази. го правено. Со музика освоиме. Ајде, ајде, ноќе ајде. Нека видиш што ќе биде. Ајде, ајде. Оно послуша музика и го понесува. Да, не, многу е интересна. Да. Можеш само шарам. Дојди ми. Сега можам да те пробам. Одлично, кажи ни малку повеќе за соработката со Лара и колку се изненади кога те покани да бидеш дел од нејзиниот спот. Многу беше се спонтано, се најдовме всушност на промоцијата на албумот на Антонија Гивовска, на тој настан. И она спонтано ме праша зашто знаеше одамна дека се занимавам со танц, но не ме видела некаде на спот да играм и не ни беше сигурна дали ќе сакам, дали воопшто да, сум за нешто такво. И сам ми рече, не женска, не се замарај. И да не сакаш и да не можеш, не е проблем, зашто Лара е таква многу Да, фина. да. Многу е внимателна, Да, да. многу е внимателна. Јас си реков зошто да не, иако не сум размислувала на нешто такво, се појавам во спот како играм, плюс се знаеме доста време. Си реков зошто да не, баш сакам и многу убаво си поминавме на спотот кога го снимавме, беше презабавно, а кореографијата беше спремена за еден ден. Браво. И ја извежбавме сите заедно, 3 дента го снимавме спотот и си беше баш забавно, спонтано и многу убаво си поминавме, ама да
Да, на спотот ги препознавам Никола Поповиќ, јутјуберот и Ем Блажевска. Да. Мислам дека приватно доста се дружите и беше интересно баш да ве видиме сите вака во едно поинакво светло, поинакво издание и верувам дека било презабавно на снимањето, уште ние со камера да сме дошли. Да. Позади сцената да снимавме, да. Ама и затоа што се знаеме и како затоа што се знаеме и уште попрено беше позабавно, Поповиќ го И затоа знаеш, одма сте се научиле зизавме цело време. Ама и вака ни помина времето, иако доста сати снимавме, мислам дека до 4 сабајле останавме на снимање. Било журка, забава Да. се свиѓа. Браво, одлично, супер. Браво, ми се допаѓа и песната е многу убава, певлива, одма да влегува некако во убаво. Да, Мартинијан си подпевнуваше, отсвири тука нешто, понесе да. атмосфера. Ќе видиме до крај може ќе запее тука во живо. Може дефинитивно. Граначалник, споминавме културно лето 2026. Да. Може малку повеќе детали за нашите гледачи, а потоа да ни кажете колку ви ангажирате македонски артисти. Па добро, сега ова е интересно прашање за Војна вистината. Мислев ќе имам некој по Се стребивте за овие тешките? Видете така? За волја на вистината имаме уште прашања. Имаме многу енергија нели во остатокот од гостите денеска, нели зборуваме за музика, така. за балет, за танци, за култура. И сега ние Да треба имате и вие некој скриен талент, кажете ни, кога веќе сме кај Ако кај нас не кажете, нема каде. Никој друг нема да ве праша. Секој има скриен талент. Не, јас Може би сте сам спортист. како млад спортував многу, играв Ете, фудбал сигурно. за Војна вистината. Нали, бев младенски капитен во прва лига на нашиот најубав клуб ФК Брегалните, кој што оваа година Значи, имаше вие сте јубилеј. тој. Да, кој што оваа година имаше јубилеј, 100 години постоење, имавме еден многу убав настан, кој што беше така нели во фокусот на големите манифестации на Делчево, значи 100 години Брегалница, ФК Брегалница од Делчево и за Војна вистината денеска по тој повод добиваме столчиња за нашиот стадион. Денеска освен што сум тука гостин кај вас во емисијата, ќе бидам и во ФФМ, од каде што ќе добиеме 1180 плаво-бели столчиња кои што ќе добијат ќе дадат еден посебен лик, посебен убав лик на нашиот стадион Гоце Делчев кој што е со две трибини во Делчево. Сега веќе кога ги спомнаме јубилеите и културата, не можам да не го кажеме јубилејот 150 години за Злодечкото стание, кој што беше на 19 мај, а на 21 мај беше 100 години ФК Брегалница. И тоа е нели во скопот на овој културно-спортски дел. Да. Тие ни се на нас најголемите јубилеи кои што ни се случија како општина и сега ни преостанува Делчевско културно лето или насловен онаму корените каде што се дома. Затоа што се очекува овој период да дојдат многу наши иселеници од секаде од светот, кои што ќе бидат овде гости во Делчево, кои што ќе бидат наши придружувачи, заедно да се дружиме, заедно да ја прославуваме културата и имаме спремено една богата културна програма која што ќе започне негде од 30 јули и ќе заврши на 11 август. Таман сте на време да најавиме. Да, значи во однос на сите детали во овој момент не искам да ги издвојам затоа што нема ексклузива ништо. Не, причината е тоа што секоја општина мора да оди со делегирање на надлежности. Тоест, во моментот има јавен повик во кој што имаме одвоено финансиски средства. Така, значи се уште не е затворен. Да, имаме делегирано финансиски средства од буџетот на општината кој што секоја една продукција треба да полни програма. Така. Значи, ние како општина Делчево побаравме да имаме една ексклузивна македонска фолк звезда, еден ексклузивен македонски поп бенд и еден странски бенд. Кажам на тебе. И сега кој еден ексклузивен локален бенд. Ексклузивни водители не ви требаат. Има трио дека во студио. Така, тоа ни се барањата и секако да имаме ние прекрасна летна сцена во Делчево која што треба да биде нели украсена со дополнителни лајнери за да се добие поубаво чувство за сите посетители и така ни е концепиран целиот концепт за да особено 7, 8 и 9 август да биде Делчево во фокусот на случувањето во Македонија и очекуваме и по 4 до 5.000 посетители секоја вечер. Затоа што мислам дека ќе и како град имаме и капацитет и инфраструктура да одговориме на тоа. Паралелно на тоа ќе имаме доста иселенички вечери во повеќе делчевски села, тоест во село Габрово, во село Вирче, во село Град и во село Трботивиште веќе се најавени и во повеќе поголеми населби во општина Делчево, тоест во населбата Стара Сандек и во населбата Стрелиште, кои што традиционално си прават такви иселенички дружења. И тоа што радува особено е што таму веќе имат потврдени изведувачи и сите изведувачи се од македонската фолк сцена,
кои што ќе пеат и ќе ги радуваат сите посетители со македонска изворна музика и со македонска, нели, собствена музика. И ќе имаме така еден концепт секојдневно кој што ќе можеме и ние како локална самоуправа и ние како делчевчани да се дружиме и со некој доколку се имаме заборавено да се видиме после долги години. Паралелно на тоа 2 август како, нели, како државен празник, ние имаме така селска слава, да речеме, во село Звегор, кој што исто така има еден добар концепт целодневен и за прв пат, тоа е еден новитет, ќе имаме светско првенство во косење на трева со рачна коса. Кога ќе се случува тоа? Тоа ќе се случува на 5 август. 5 август, да. На 5 август во центарот на градот и веќе има пријавено доста надпреварувачи кои што ќе ги покажат оние традиционални македонски вештини за рачно косење на трева. Тоа е сега една идеја која што е моја лична идеја, заедно на мојот тим, кој што ја видовме во при последната моја у Швајцарија кај нашите селеници. Од таму е родена и веќе вчера имаме пуштен официјално јавен повик за приволување на учество и интересно. И целата оваа круна на културни избидување ќе ја заокружиме со бизнис форум за нашите селеници, кој што ќе биде на 10 август и ќе имаме одлична можност да ги презентираме секој бизнис можностите на Леле, па вас ви интересно активност е стварно во Многу работи кажавте, браво. Нас не е многу интересно летово, мислам и сега ни е многу интересно летово, затоа што Делчево, по тоа што се одвојува од другите општини во државата, морам да признам, е тоа што има 3 прекрасни базенти, летни базенти, кои што има големи изпитувачки капацитети. Имате повеќе во Скопје. Јас за тоа кажувам дека е единствена. Смешно, ама. Дека е единствена општина која што има 3 прекрасни базенти кои што влечат и мамат туристи, како од Македонија, така и од Република Бугарија и особено за викенд имаме и под над 1000 посетители. После базенов, јас не сум удобна во Делчево, така да треба и мислам и работно да дојдеме таму, да говориме со вас и снимања да направиме, мислам зошто да не, одлично би било. Е, Мартинија е чест гостин во Делчево, да се пее во еден од места. Знаеш, кажеш зошто ползиш Мартинија? Шалико да каже. Има една нели анегдота уште на времето од Игор Джабазов, кој што вика дека Делчево е единствено место кое што од 7 кафани има 7 живи свирки секој петок и сабота. Браво. Стварно е така. И тоа е така, значи Делчево е многу живо за викенд, особено петок и сабота. И па во Делчево ќе мора. И тука кога сме нели во однос на македонската музика, нели паралелно. Да. На целата балканска музика која што се пее и свири по кафани, се пее и свири македонска музика и тоа радува, мислам, и мене како градоначелник на општина Делчево, а и моите сограѓани не радува што сепак оваа македонска традиција обстојува и се негува и во сите локали кои што се на територија на општина Делчево. Браво за Делчево, навистина. Да. За се што кажавте. Мислам, тази градоначелник сте и прво ваше лето е на функција и дефинитивно сте се потрудиле да биде интересно и за жителите и за сите оние кои што се во близина и нели да се пробуди интерес да дојдат кај вас. Точно така. За војна вистината јас имав тази зимо во Делчево, кога заедно со општествено одговорни компанија од Делчево, со нива помош и подршка направивме одлична програма, неколку дневна за време на нова година, така да веќе имаме некое нели позитивно искуство и не случајно многу градоначалници ќе кажат некој пати да направите и спортски сали, и градинки, и улици, и патишта, сепак народот најмногу ужива кога се дружи. Така е, апсолутно. Социализацијата е клучна на крајот, да. Како градоначалник, моето најголемо битување беше и мојата насока кај што треба да се движам во овие 4 години е да обезбедиме колку е возможно повеќе детски насмевки во Делчево. Тоа е моето мото и мојот слоган и мислам дека таму треба да се фокусираме. Да, и да ги задржите делчевчани дома. Мора да има доволно забава и програми и за нашите најмали и секој за нивните родители. Така. Добро, ќе се вратиме ние повторно на Делчево. Со Мартинјан имаме промоција на нова песна со Драгана Јовановска, која што не е сестра на Ева Јовановска, барем немам таква информација, ама зборувавте за дует, па по презимево ќе мора изгледа се направи. Да, ќе мора уште еден. Зошто сте луди и наивни? Или кој е луд, кој е наивен? Па, мислам дека она е наивна, а јас сум точно сум луд. И позитивно смисло сега. Добро. Сосема спонтано излезе целата соработка. Драгана е една млада, амбициозна пејачка од Куманова,
која се Да, Таја Ткоманова исто тој И момент го Ткоманова. заборавив. Да, е ќерка на Тања Да. Јовановска, народната пејачка, така да. Полека, сигурно си гради свое место на македонската сцена и сосема спонтано со неја седиме на кафе да правиме, да не правиме. И кога Без пресекавме. некоја помпезна најава. И пресекавме, ќе правиме дует и прв на ум ни дојде Роберт Билов, кој Така е еден од нашите Најдобри композитори, дефинитивно. композитори. Со него сме во супер односи, му се јавивме, тоа имаме план. Вика, палите кола и Доаѓа. мене. И тоа бидно, значи, за 2-3 пати во студио се склопи Браво. целата песна. Едноставно е кога сака некоја работа да биде, Ќе си биде, така си Да, секогаш. баш супер. На крајот на вашето гостување ќе имаме можност да ја слушнеме Луди и наивни. премиерно на Канал 5. Па не знам дали е премиерно, бидејќи мислам дека веќе ја имаме пуштено. Ние не пропуштаме тоа да да, помине се кај извинувам, нас, што е да. ново, Се Па уште извинувам, еднаш се извинувам. Со нормално. Лара вчера или Со завчера Лара го одеше вчера, пуштивме, така. Да. Ама еве сега пак бидејќи Се сте тука. извинувам, Да, Не, следиме се што е Имаш ново. шанси кај нас да помине нешто или поп или народно Цеца без ни е разлика. најзадолжена за тие плейлисти. Да, имаме само уште... немаме, добро. Одиме Реклами. со реклами, евче потоа ќе продолжиме со тебе и со сето она кое што го подготвивме со останатите гости. Останете со нас.